Власта сама си го минираше денешното долго очекувано пуштање во употреба на модуларната болница во Прилеп. Премиерот Заев и министерот Филипче, наместо со владиниот Мерцедес, од Скопје во Прилеп пристигнаа со хеликоптер. Леталото на Министерството за внатрешни работи се приземи на Прилепскиот градски стадион, а премиерот Заев расположено кажа кој се му правил друштво за време на летот до Прилеп, но не одговори што беше толку итно за да мора патот од 140 километри да го помине воздушно. Пристига со хеликоптерот на Министерството за внатрешни работи. Јас министерот за полиција го Овој чин дополнително ги разгневи и онака очајните прилепчани, според кои доаѓањето со хеликоптер среде ваква пандемија и безпарица, кога народот издвојува илјадници евра за лекување, е луксузирање без преседан. Претерано веќе се изгледа, кажаја тие на време, че ја да име живи луѓе. Зошто со хеликоптер? И зошто да дојди? Зошто? Не му е страм? А го забранува народот да ги пречека, затоа што знаеш како ќе се случи, какви реакции ќе има према него. Па сметам дека тие средства требаше да се искористат во однос на лечењето на болните пациенти, дека можеа да пристигнат и со автомобил и слично, дека немаше потреба за сите тие трошоци. А ова идењето, патувањето, тоа е луксус. Не, што изиграва некој джекој нешто едно друго, еве што дојдовте во Прилеп. А тоа е тоа. Јас мислам немаше потреба од тоа трошење околу, па ќе реча после нема пари, ваму таму, а ете кај да парите. Пристигнувањето со хеликоптер на Заев и на Филипче во Прилеп од Министерството за внатрешни работи го оправдаа со тоа дека летовите со хеликоптер на Министерството за внатрешни работи биле во рамките на обврските за задолжително исполнување работни месечни часови кои согласно стандардите важеле и за пилотите и за леталата. Причината за користење е поврзана со обврските и агендите на премиерот и министрите и потребата од рационализација на времето со цел секој од нив навреме да ги заврши планираните теренски обврски и навреме да може да се врати во Скопје за редовните владини и кабинетски обврски. Стои во одговорот од Министерството за внатрешни работи, а во кој нема ниту збор за чинењето на еден ваков лет, иако и тоа беше уредно прашано. Во меѓувреме дел од медиумите веќе објавија дека Заев, Филипче и Шахпаска во Прилеп долетале со полициски хеликоптер од марката Ми-17-171 и дека еден час летање со ова летало чини 4000 евра. Инаку премиерот Заев и министерот Филипче денеска присуствуваа на отворањето на Прилепската модуларна болница со само 30 легла во градот, во кој за цело време од почетокот на пандемијата нема ден, а да нема по минимум 2 починати, со што вкупната бројка на починати прилепчани достигна дури до 333 граѓани. Патем, модуларната болница требаше да биде готова уште во декември.